Замислете да сте во пензија со децении искуство зад себе, а сепак способни, мотивирани и подготвени повторно да придонесувате. Или да сте студент кој бара дополнителен приход, додека на пазарот на трудот не достигаат илјадници работници. Токму оваа слика може да стане реалност по 1 јануари 2026 година, кога пензионерите и студентите ќе можат законски да работат и истовремено да ја примаат пензијата, односно стипендијата. Во земјава со над 345.000 пензионери и недостиг од околу 10.000 работници, оваа мерка, која што ќе започне од 1 јануари, отвора многу прашања, дали ќе помогне на економијата, дали ќе ги растовари компаниите и како ќе влијае секако врз младите. За сите овие аспекти утрово разговараме со Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Добро утро и добри не дојдовте во студиото на Ја сакам Македонија, господин Бошков. Добро утро, благодарам на поканата. Ајде од самиот почеток споменав, од 1 јануари 2026 се најавуваат измени со кои пензионерите ќе може истовремено и да работат и да ја примаат својата пензија, нешто што, да речеме, до денеска беше и невозможно. Како бизнис заедницата ја гледа оваа мерка и што конкретно може ли малку да им објасниме на нашите гледачи се менува во однос на досегашните правила кои што важи? Оваа мерка беше преговарана од неодамна со владата и добро што наидовме на слух да се на некој начин да се влијае на трудовата легислатива, односно мерка со повеќе позитивни ефекти, а тоа е дека може да се влијае на намалување на сивата економија, особено во угостителството, земјоделието, услужните дејности, бидејќи знаеме дека се повеќе и повеќе се бара одредена услуга која беше оптоварена сега со пријавувањето или одјавувањето, или пак едноставната неможност да се работи дополнителна работа во сезонски период или како сезонска работа. И сметам дека начинот на кој ќе се искористи мерката или на кој ќе се применува мерката дека е соодветен и за работодавачите, меѓутоа и за сите опфатени групи на работници, на граѓани и така натаму. Порано, или барем до сега, пензионерите не можеа да остварат надвор од рамките легално работа, заради тоа што ќе им се прекинеше пензијата. За студентите, ако легално беа некаде пријавени, им се губеше правото на парите кои што им следуваат од стипендија. Сега тоа од 1 јануари практично и ќе нема да може да важи, но во Македонија има речиси 346.000 пензионери, а во истиот момент на пазарот на труд, колку што прочитав според еден извештај од Државниот завод за статистика од март годинава, недостигаат околу 10.000 работници. Вие сте во бизнес секторот, сигурно знаете поточно дали таа бројка навистина 10.000, но велат најмногу фалат во индустријата, градежништвото, конфекцијата и угостителството. Дали оваа мерка е обид на некој начин реално да се пополни тој јас од недостаток на работна сила во Македонија? Пред се оваа мерка беше комуницирана со владата поради недостатокот на искусни работници. И ние навистина на некој начин разговаравме, влијаевме за да може поголемиот дел од искусните работници да останат на работните места. Од друга страна, стекнатите права како што е пензија и останатите социјални бенефити се гаранцијата за безбедност и за сигурен живот. Меѓутоа, дополнителните примања, дополнителниот ангажман, ние веруваме дека нема да пречат никому за да можат да пред се придонесат на економијата, меѓутоа исто така и на благосостојбата, особено сега кога говорам за пензионерите. Знаеме дека во одредени фирми, во одредени индустрии недостасуваат сериозно обучени кадри или пак кадри кои ќе го пренесат искуството. И мислам дека со оваа мерка имаме шанса да ги охрабриме пред се и да испратиме пораката и ви благодарам што ме повикавте ова утро, за да може да се испрати пораката до јавноста дека тие може да останат безбедни со своите целосно опфатени социјални бенефити, меѓутоа исто така и да придонесат и во компанијата и во општеството. Што се однесува до студентите,
тие и дома имам студент кој вели сакам да работам, меѓутоа ме ограничува статусот на студент. Да. Еве можноста кои сме испреговарале многу интересно прво за своите деца, па потоа и за општеството. И навистина е можност и да испратиме порака дека може да се биде легален, да се биде мирен кога се престојува или кога се работи, меѓутоа исто така и да се биде безбеден кога станува збор за бенефитите. Во кои сектори пензионерите, еве да речеме, би биле најкорисни? Јас споменав каде оние 10.000 работници дека најмногу не достигаат во градежништвото или во услужните дејности, но не верувам дека возрастен човек на 65 години би можел така добро да се снајде доколку би се вклучил во градежништвото. Кои сектори се каде што би можеле пензионериве да се снајдат? Ние сакаме да ги прошириме дејностите пред себе, бидејќи сега сме ограничени на земјоделието, угостителството, услугите, тие може да бидат сите занаети. Така. Меѓутоа, искрено, кога би пренел едно искуство е дека без повозрастните и без искусните, она информално знаење воопшто не е поврзано со физичка работа, туку е поврзано со знаењето, вештините и рецептите во секоја индустрија и во секоја дејност. Така да неопходни се искусните да им помогнат на младите или на тие што почнуваат да работат. Се надевам дека нема да бидат злоупотребени пензионерите и возрастните лица, туку ќе бидат искористени исклучиво за подобрување на ефектите во работата. Пред да продолжиме понатаму со разговорот, предлагам овдека и да слушнеме што мислат самите пензионери. Подготвивме видео прилог со став од представник на пензионерското здружение Скопје, дали тие навистина сакат и можат повторно да се вклучат на пазарот на труд, да го слушнеме нивното мислење, потоа секако продолжуваме овдека со разговор во студиото. Од 1 јануари 2026 година, според предлог законот, пензионерите ќе можат слободно да работат како сезонски работници без притоа тоа да влие на нивната пензија. Утрово совет побаравме од Злата Стефановски, председател на Сдруженијето на пензионери на општина Центар, како ова навистина ќе влие на пензионерите, односно на граѓаните со најдолг работен стаж. Господине, како гледате на предлог измените за пензионерите да можат слободно да работат како сезонски работници од идната година? Добро утро пред се на сите гледачи на телевизија Сител и посебен поздрав до пензионерите од Сдружение на пензионери на општина Центар. Што се однесува до законот за привремено ангажирање, тоа не е вработување како што се знае законот, има и позитивни и негативни реакции во моето членство, да кажеме, окружување кај што се работиме и се движиме. Позитивни се у смисла на тоа што лицата со ниски пензии ќе можат нешто да придонесат кон својот буџет, а негативни има во смисла на тоа дека можда треба да се допрецизира еден лекарски преглед пред било какво ангажирање, затоа што луѓе не одат залудно во пензија на 64-62 години, веќе, да кажеме, сме малку истрошени што се однесува до и психофизичкото здравје. Така да, тоа во законот, јас го имаме ве законот пред мене, не е предвидено систематски лекарски преглед. Апелирам на институциите да, ако може, да се предвиди берем еден лекарски систематски преглед за пред да се некој подпише договор за ангажирање. Како мислите дека ова вистински како ќе реагираат пензионерите на ова? Дали навистина ќе имаат тие заинтересираност и во кои сектори се очекува да биде заинтересираноста поголема? Заинтересираност секако има. Повеќе, значи, во односно, да кажем, прво, кој е заинтересиран? Заинтересирани се лицата со ниски пензии. Оправдано, бидејќи пензија со минимални сега, иако има нели ограничување колку е минимална пензија, има и испод тоа ниво, зависно од тоа дали е наследено семејна пензија која била и така ниска или од остварен минимален стаж со 15 години стаж
и така да тие пензионери се заинтересирани и сакат да се ангажираат. Сектори зависно од тоа што се нуди кај нас, обично, значи во центар посебно е секторот угостителство и во трговија во овие маркети. Друго нема некоја поширока можност за ангажирање на нашите членови. Каква е вашата порака до институциите и работодавците за да се обезбеди една безбедна и здрава околина за работа на пензионерите? Да не се враќам на систематскиот преглед, меѓутоа убаво е да се човек пред да се ангажира или ако нема системски такво решение, сам да си се провери дали може или не може. Второ, секако во законот има одредено дека работодавецот е должен да му ги објасни условите за ангажирање на очекуваното ангажирање на лицето, така да секој може да си процени дали може да прифати или не може да прифати ангажирање на одредена работна позиција. Господин Стефановски, ви благодарам. Од овие мерки очекуваме позитивен крајен исход, и исто така испраќаме порака до институциите и работодавци да се заклучуваат јасни и прецизни договори со пензионерите. Реалните реакции секако ги очекуваме од кога овие промени ќе почнат да се применуваат и во пракса. Да, го слушнавме и ставот на пензионерите од аспектот на работодавачите. Што е, господине Миле Бошков, клучно за ова да функционира? Еве, некои од пензионерите бараат и флексибилно работно време, скратени ангажмани, јасни правила. Практично, како работодавачите гледаат на ангажман на постари лица? Дали има подготвено сет и за да се излезе во пресрет на флексибилно работно време или поинакви услови од вообичаените? Ми остави впечаток пред се вашата колешка која испрати најважната порака, а тоа е дека треба работодавачите да бидат совесни и да ги пријавуваат работниците, и исто така и тие кои се вработени треба да знаат дека законот е особено во нивна полза. И заради безбедност и здравје при работа, меѓутоа и заради да излезат од придонесот кон големената сива економија. Во однос на вашето прашање, работодавачите и работниците кои ќе се договараат ќе мора да останат во добриот однос на взаемно разбирање. И затоа е важно да се користи апликацијата. И затоа е важно да биде добро објаснета, меѓутоа исто така и да биде сериозно и опширно применувана, за да можеме да искористиме или да почувствуваме одредени информации или одредени состојби кои понатаму ќе можеме да ги надградуваме. Да правиме анализа практично на севкупниот пазар на работна сила. Да, и пред малку нешто го говоревме, точно ќе знаеме во кој сектор, во која сезона, на кое место ќе имаме повеќе пријавени работници, и таму ќе треба да се зголеми и фокусот и на бенефит, меѓутоа исто така и на безбедност. Пред да ви го поставим и прашањето, дали бизнисите повеќе гледаат на пензионерите како ефтина работна сила, својствено и на ова прашање, економистите предупредуваат дека мора да велат се внимава за да не се создаде впечаток дека пензионерите им ја земаат работата на младите. Како да се направи тој баланс меѓу искористување на искуството, како што го велите, на возрастните лица и заштитата на младите од невработеност? Искрено во делот од преговорите со владата и со носителите на политики објаснивме дека пензионерите особено ќе бидат важни да можат да бидат работно ангажирани покрај стегнатите права во компаниите во кои работат. Ја многу малце се надевам дека ќе има пензионери кои ќе работат дополнителни активности кои не се во нивниот домен и во нивната професија. Така. Тоа беше преговарано заради недостатокот на работна сила и заради необучениот кадар. И за тоа стоиме одговорно дека мислиме дека таму ќе биде фокус. Во однос на младите и во однос на останатата работна сила или превземањето на работници или конкуренцијата пензионери наспроти млади работници, се надевам дека тој баланс ќе знаат многу добро да го употребат, да го искористат работодавачите,
Меѓутоа, исто така да го комуницираат и пензионерите, иако таа форма на пензионери со млади работници се уште не постои, може би ова е еден нов вид на диалог, меѓутоа се надевам дека индустријата, економијата во земјата дека ќе има можност да абсорбира што повеќе млади работници, бидејќи и се менуваат во моментот работните места, светот на работата се менува, се повеќе се користат напредни технологии за остварување на одредени услуги, производи и така натаму, и дека нашите млади студенти и нашите млади работници повеќе ќе се насочат кон користење на алатки наместо физичка работна сила. А во однос на тоа дали бизнисите повеќе гледат на пензионерите како ефтина работна сила или како луѓе кои што имаат знаење и искуство што им недостига на млади? Јас се обидов ова да го прескокнам да ви го одговорам, меѓутоа Така? ми се допаѓа начинот на кој комуницираме. Не, мислам дека тој баланс постојано ќе биде присутен, и со самите анализи, со самите разговори, со самите дејности, со самите извршување на работни задачи, ќе се направи еден состојба која ќе биде за бенефити за сите страни, така да го одговара. Добре, дали гледате на оваа мерка како природно решение или како една подолгорочна реформа на пазарот на труд кај нас? На ова гледаме како постојано решение во делот на трудовата легислатива и во делот на работните односи. Воопшто не сметаме дека ова треба да биде преодно. Со години наназад е неопходно да биде регулирано сезонското вработување и ова е за нас е само почеток кој треба да се одржува и да се надградува. Се она што кажавме нели претходно, дека ќе биде предмет на анализа, само може да ја подобри состојбата и законот и начинот на употреба. Спремни сте вие работодавците за оно што ве очекува од 1 јануари, зборува метек. Имате една можност како мобилна апликација со која што поедноставно ќе биде пријавувањето на овие лица во регистарот на вработени за остварување нели на нивните права, социјални, здравствени. Доволно е запознаен бизнис секторов со овој закон кој и какви промени ќе донесе од 1 јануари? Ние овој закон и целиот систем го разговаравме на економско-социјалниот совет и ова се однесува на сите работодавачи и ја отворено ги поканувам сите стопански комори и сите останати бизнис заедници во било која форма да се насочат кон информирање на своите членови, како и ние тоа што го правиме во Бизнис конфедерација, исклучиво за да бидат одговорни и исклучиво за да бидат на легалната страна од водењето на бизнис. Понатаму ги очекуваме синдикатите дека ќе ги известуваат работниците за придобивките. Нема да зборам за опасностите од непримена на законот, туку за придобивките и заштитата на работниците. За крај, господине Бошков, што би им порачале на пензионерите кои можеби се двоумат дали повторно да се вклучат на пазарот на труд? Апсолутно, не само што ги информираме, туку и ги замолуваме да се вклучат на пазарот на труд на легален начин, бидејќи и така тие се вклучени во пазарот на труд со своите искуства, со своето знаење, меѓутоа ова може да биде легален приход кој во еден случај придонесува кон самите работници пензионери, меѓутоа исто така и кон државата, буџетот и социјалните придонеси кои повторно тие ги користат во поголемиот случај. И за крај едно прашање како вистински куриозитет надвор од оваа тема. Бизнис конфедерацијата годинава одбележува 10 години од членство во глобалниот договор на Обединетите нации и објави извештај поврзан со целите за одржлив развој. Може да им објасниме на нашите гледачи што значи тоа конкретно за македонските компании, дали одржливиот бизнис веќе не е избор, туку е можност? Ние чувствуваме потреба да бидеме дел од светските случувања. Глобалниот договор на Обединетите нации е на некој начин истакнување на позитивните мерки или позитивните активности кои ги прави една економија. И се надеваме дека што повеќе компании исто така ќе се заштанат во глобалниот договор, бидејќи тоа е апликација која се случува на
светско ниво, Так. универзално ниво и се однесува на исполнување на глобалните цели за развој во однос на трудот, во однос на животната средина, во однос на здравието на луѓето и безбедноста, човековите права и така натаму. И тие се засновани на 10 принципи на глобалниот договор, кои пред се насочени кон истакнување колку се грижиме за општеството, колку се грижиме за животната средина и најважно колку се грижиме за луѓето, за работниците, за бизнисот, за нашето општество. Добрите примери треба да се истакнуваат. Нашиот извештај е достапен на веб страницата на Глобалниот договор на Обединетите нации, кои го читаат сите кои се заинтересирани од целиот свет и на некој начин ја истакнуваме и цивилизацијското растење на нашата земја, и одговорностите кои ги имаат здруженија на работодавачи, синдикати, владата, невладаниот сектор и така натаму. И сметаме дека на овој начин истакнуваме позитивни практики, бидејќи мора да се, за да бидеме добри во едно друштво, треба да ги истакнеме добрите и позитивните работи, бидејќи негативните работи се во некое друго друштво. И сметам дека, и ви благодарам патем, за истакнувањето дека глобалниот договор не носи нас на картата на Обединетите нации, меѓутоа и за придобивките од Обединетите нации. Ви благодарам, господин Бошков, за тоа што ова утро одвоивте време, што ни помогнавте од страната на работодавачите малку повеќе да го сватиме она што ги очекува и студентите и пензионерите со измените на законот од 1 јануари, дека ќе може да си ги остварат своите работнички права без при тоа да им биде одземена пензијата, нешто што беше во минатото. Јас ви благодарам, уживав во разговорот и секој пат чувствувам добре дојден како дома во студиото на СИТЕЛ. Ви благодарам уште еднаш. Ете, недостигот од работната сила, ниските пензии, желбата на повозрастните граѓани да останат активни, ја отвори и ова дебата дали работата и пензијата може да одат заедно. Новите законски измени најавуваат токму тоа, повеќе флексибилност на пазарот на труд и поголема искористеност на искуството што го имаат и по старите генерации. Како ќе функционира ова во пракса и дали ќе донесе вистинска корист и за работодавачите, и за пензионерите, и за студентите, останува да се види од 2026 година.